Ке има ли во СДСМ нов почеток или нови поделби? Го прашуваме кандидатот за лидер Јован Деспотовски. Господин Деспотовски, добре дојдовте во студијата. Благодарам на поканата. Така, рековте, вашето мото на овие избори е нов почеток. Ке доживее ли СДСМ нов почеток или ке има нови поделби? Очекувам, верувам, знам, поддршката што ја добиваме навистина голема, дека одиме кон целосно нов почеток. Така, актуелен се уште е конгресот кој се случи. Рековте дека досега не се случило конгрес да биде прекинат. Ги дознавте ли вистинските причини за прекинувањето? Вистинските причини многу едноставно се дознаваат ако разговарате, ако ги слушате луѓето. Она што го кажав и пред неколку дена, навистина сметам дека сето тоа акумулирано незадоволство и гнев, мислам дека малку го подценивме, мислејќи дека луѓето и понатаму ќе дозволуваат да се однесуваме со зборам кој зборам во множина зборам за партијата, да се однесуваме со партиските структури, да се однесуваме кон нив како гласачка машина, без да ги слушнеме реално нивните ставови, нивното мислење, разочараност, гнев, негативна енергија кон сето тоа што се случи. И да, и тие што дојдоа, што е навистина за почит, и тие што не дојдоа, испратија многу јасна порака. Значи и со доаѓањето, и со недоаѓањето испратија многу јасна порака, тоа е дека се навистина незадоволни. Така, ајде вака да почнеме. СДСМ има околу 743 делегати, така? На конгресот имало наместено, од тоа што ни кажуваат присутни таму, дека имало наместено 450 столчиња, дошле околу 400. Се донесе било каква одлука, треба околу 370 и нешто. Прашањето ми е дали однапред се знаело дека конгресот ќе пропадне или што? Па не сум сигурен дека партиското раководство имало проценка дека конгресот ќе пропадне, ако повторно ќе кажам, ако ги слушате луѓето внимателно, заклучокот е тој и пораката е таа. А тоа е дека незадоволство да постои, навистина треба да се најде механизам во кој што прво ќе им дадете на луѓето можност да се изразат својот став. Така што бројки не ги знам, навистина треба да ги проверите со партиското раководство, меѓутоа фактот е, не мислам дека имало 400, бидејќи 400 е кворум, знам дека не се дошло во ситуација да се прилика што ни ги кажуваат, да се зборува за кворум, така што мене ми е навистина жал, повторно ќе кажам што тоа се случи, бидејќи да, констатацијата е точна, во историјата на партијата не се случило се да не се одржи конгрес, а сме имале ситуација кога сме доживувале тешки порази и во 98 и во 2006. Така, најголем дел од тие делегатите што не дошле од Карпош, Куманово и Битола биле. Што кажува? Па и за тоа не сум сигурен, се повторно не би сакал да дали никакви крила не видел во сферата на шпекул. Не, мислам дека секоја таква анализа за тоа кој од каде бил и не дошол, мислам дека луѓето подеднакво не дошле од секаде. Честни исклучоци на општински организации каде што навистина се појавиле голема бројка, ќе спомена општинската организација во Крушево. Ја познавам бидејќи сум да кажеме некако приврзан и со тој крај и со таа општина. Меѓутоа секоја анализа за тоа од каде не дошле води кон сосема погрешна дискусија за тоа дали има или нема некакви фракции. Не станува збор за фракции. Станува збор за став негативен кон состојбите во партијата, кој што постои на секаде подеднакво. Така, на тој начин го изразиле своето незадоволство со недоаѓање. И со недоаѓање, и тие што дошли. Кај поголем дел од нив, ако внимателно ги слушаме коментарите, постои таков негативен став, а со самото недоаѓање ставате поприлично јасен. Така. Господин Деспотовски, дали во неделата кога се одржуваше конгресот во еден ресторан во близина на хотелот Александар Павлов се одржуваше, да речеме, еден паралелен конгрес. Таму биле видени и Оливер Спасовски и Миле Зецеви со поголема група делегати. Дали знаете за тоа? Не би го знал, тоа не би можел да ви кажам, не знам наистина. Така. Дали на СДСМ му се заканува фракција, поделби или еден вид на пасокизација? Многу зависи од начинот на кој што целиот овој процес на избор на председател ќе го водиме и ќе го заврши. Тука не станува само збор за исходот од гласањето, неспорно е многу важен, меѓутоа самиот процес е многу важен. Ако во рамки на самиот процес поттикнеме, овозможиме, што е можда поголем број на луѓе, се зборува за членови, не зборува за делегати, не зборува за конгрес. Поголем број на членови да се препозна, да го препознаат својот интерес и да се вклучат преку активната регистрација, да учествуваат во изборите, да учествуваат во сите тие дискусии, презентации, дебати кои што се организираат. Јас се надам дека јавните дебати ќе можеме да ги организираме. Во тој случај мислам дека сме на добар пат. Доколку се овозможи да имаме постапка фер, во која што нема да има наметнати решенија и во која што секој глас ќе биде препознаен и изборен како што треба,
Мислам дека сме на добар пат. И секако на крајот многу е важно и резултатот на целиот овој процес, на самото гласање на изборите, во кој што луѓето ќе треба да кажат на крајот на денот. Дали сме се за континуитет на сето тоа што ни се случуваше до сега, или ќе одиме со опција на радикален дисконтинуитет и едноставно почнуваме од нова. Така, велите дека во СДСМ составот впечаток дека работите однапред се решени. Дали мислите на поддршката што ја има поранешниот председател, што има Филипче од поранешниот председател? Меѓу другото, меѓутоа имаме обид за составање на впечаток. Иако јас навистина не можам да ги усудам ниту луѓето, ниту медиумите, ниту јавноста за тој впечаток, заради тоа што имам бројни елементи. И кога разговараме со луѓето, значи аргументите се на страна дека на страната на тоа дека имаме фаворизирање на кандидати, меѓутоа повторно кажам. Какво е изразено тоа фаворизирање? Прибирање на лојални членови, дел од членството да гласаат за Филипчек? Во што ја гледате таа? Мислам дека пропуштаме, ајде да видам, значи пропуштаме како партија добра можност. Да имаме изборен процес во кој што сите поранешни претседатели на партијата, односно сите поранешни важни лица во партијата, ќе излезат со јасен став дека трката е отворена и дека секој член има право да го изрази својот став низ еден фер и отворен процес. Без да фаворизираме никого. Мислам дека тој елемент можеби недостасува. Значи, една таква јавен став декларација дека ниту еден од видните партиски членови не застанува позади никого. Затоа што се друго остава ваков впечаток, ние можеме, знаете како во политиката впечатокот е се. Поддршката или перцепцијата за поддршката за некој од кандидатите создава и позитивна реакција кај луѓето, меѓутоа создава и негативна реакција кај луѓето. Овие избори не треба да се претворат во избори или во референдум за и против. Овие избори треба да бидат аргументи, програма, начин, концепт како да излеземе од без. Значи мораме да имаме позитивен пристап. Јас навистина настојувам со моите појавувања и со програмата која што имаме да форсираме еден позитивен пристап, заради тоа што наративот за и против не сметам дека е здрав за партијата. Меѓутоа, повторно ќе кажам, одговорноста не е само моја. Имаме и други кандидати, имаме луѓе кои што се препознаени во партијата како авторитети, сите тие имаат и подеднаква одговорност таа перцепција за фаворизирање да ја. Да ве прашам уште нешто за вашите против кандидати. Побаравте, значи од не ги прифатија вашата барање за заедничка изјава за изборот да биде според партиска програма, а не според пазарење. На што мислев тоа? Многу јасно изјавата е токму тоа. Изјавата е, односно беше чекор, се уште е, јас изјавата е поднесов останатите против кандидати мои за жал не ја поднесоа. Беше еден символичен чекор за да ги увери луѓето дека целата таа негативна практика што сме имале и во подалечното, и во поблиското минато, дека влегуваат луѓе во трка за да се афирмираат себе си и при тоа да стекнат одреден капитал кој што потоа го користат во пазарење, тој капитал се луѓето и поддршката од луѓето, дека нема да се случува сега. Јас навистина мислам дека не треба да си играме политики сега во целиот овој процес, бидејќи СДСМ навистина на едно историско најниско ниво и не мислам дека луѓето претеруваат кога ќе кажат дека ситуацијата веќе не е малтене живот или смрт. И многу зависи од целата оваа постапка како ние и дали воопшто ние ќе испливаме од калта во која што сме или не сме. Така што не мислам дека сега треба да ги повторуваме или имаме луксус да ги повторуваме негативните практики од минатото во кој што ќе кажам. Влегуваат луѓе во трка, стигнуваат до некаде и потоа велат, знаете како капиталов јашо се што го имам, ќе го искористам за да јас станам, не знам, генерален секретар, заменик претседател. Тоа ми е прашањето. Ве обвини Петровска дека правите циркус од изборите. Чувствувате дека пред неколку дена. Јас изјавите на моите против кандидати нема да ги коментирам заради тоа што сите подеднакво ги почитувам. Би земале некого во партиските тела доколку станете претседател? Знаете како, јас тоа обично е пракса така да се земаат некој. Значи како, мојата изјава беше, таа пракса не е секогаш добра. И јас не мислам дека обединувањето треба да се случи на начин на кој што ние ќе седнеме и ќе се договориме. Тоа е погрешен пристап, затоа што прво треба да видиме зашто ќе се договориме. Имаме програми кои што се исти, имаме пристап кон работењето што исти, имаме визија што исти или нема. Ако имаме визија што иста, лажна е дилемата дека ако некој не е функционер, не може да е принос во партијата. Што станува со имаме ние во регистар 85.000 члена. Ајде можеби не се сите активни, 1/5 од нив да се активни.
Тоа значи дека сите обични членови, обични во наводници, јас сум обичен член се во метод во партијата, кои што се во партијата и кои што на сите избори и меѓу избори трчаат, изборуваат и работат, нивниот придонес е недостоен заради тоа што не се функционира. А само се брои придонесот на функционерите. Така што јас не сметам дека треба некој да биде функционер за да даде придонес. Така што одма ќе ви одговорам на прашањето, јас со изјавата јавно декларирам дека доколку не успеа на 36 да добиам довербата од членовите, јас нема да прифатам ниту една друга функција во партијата, ќе останам член. Тоа јасно пише во изјава и ќе продолжам да давам придонес. Јас сум член од 2017 година, јас не сум останал функција во партијата. Исто дочекам дека ќе го направат и другите против кандидати, иако исто така пропуштија добра можност при кандидирањето да ја поднесат таа изјава, затоа што таа изјава ќе покажеше дека сите ние сме влезени во трката со цел да стигнеме до крај, а не да бидат спотери или локална поддршка на некој од другиот кандидат. Океј, за да ги запреме тие приказни, не викам дека е така, меѓутоа тој почеток се создава дека некои од кандидатите се така наречени спотери. Мислам дека ова прашање во моментот и ова впечаток што го имате вие во моментот воопшто немаше да има место, доколку имавме изјавата подпишана, јас ќе ви одговорев, извинете Игор, меѓутоа знаете како сите ние подпишавме, ова не е така. Сега тоа немаше да бъде. Така. За тројца од четворицата кандидати се поврзуваат скандали, афери, спекулации, како и да ги наречеме. Дали ако кој бил од вас биде избран, а потоа има некаква судска постапка, ќе биде алиби дека се прави политички притисок врз лидерот на опозицијата? Вака да ги раздвоиме двете работи меѓу судски правен колку има реков, значи не дека има. Сите граѓани се еднакви пред законот на држава. Ако пред било од кого, не мора биде председател на партија, може биде било кој. Има ние судска постапка, има докажана вина. Нема дилема. Да, но не е истото колку се прави, имаме искуство ако се врши, ако има судска постапка врз опозиција, одма се искуството од минатата е политички притиск. Само малце, меѓутоа знаете како. Од блиско минат. Се согласувам, меѓутоа така е. Меѓутоа, добро, треба да внимаваме секако заради тоа што и власта, односно институциите, понекогаш знаат да претераат во тој дел. И точно да се користат тие алатки за наметнување на политичка агенда. Така што меѓу тие работи треба да правиме дистинкција. Меѓутоа, да бидам многу јасен, во самата програма предвидено е формирање на етички комитет совет во рамки на партијата со поприлично извршни функции. Тоа значи дека само во рамки на самата партија ние предвидуваме стриктно придржување на одредени етички норми на однесување. Че немам дилема дека тоа ќе се однесува подеднакво за сите функционери, без разлика кој каде на која позиција поврзано со почитување на законите во државата. Така што лажна е дилемата дека доколку некој се соочи, тоа ќе биде протолкувано како политички или не. Знаете како? Македонија има докази, нема докази. Македонија е мала држава, работите се знаат, тоа е број 1 и број 2. Доколку имаме принципиелен пристап од страна на институциите, на новата влада и така натаму, во што ајде сакам да верувам дека е така, да, се потпираме на закон. Има докази, нема докази. Ако нема докази, постапката е јасна, ако има докази, постапка на понатаму исто така јасна. Ќе биде ли СДСМ силна опозиција, бидејќи на државата и е потребна силна опозиција како коректив на власта? Повторно зависи, ќе кажем, од целиот процес кој што го спроведуваме сега, колку тој процес ќе успееме да ги убедиме прво луѓето во партијата, тие не се малце, зборуваме за илјадници членови, а потоа и јавноста, бидејќи тие илјадници членови се дел од истата таа јавност, дека ние имаме капацитет и волја да спроведеме чиста постапка. Знаете како? СДСМ беше носител на извршната власт во државава, која што даде голем придонес во спроведување на изборен процес за кој што може да ни позавитат многу земји членки на Европскиот сојуз. Добро, ама мирни изборни процеси имаме последниве од не знам која да речеме имаме мирни. Значи јас можам само да ме потсетам начинот на кој што се заврши транзицијата на власта во 2017 година не беше баш и тоа политички многу коректно кажано, на највисоко ниво, значи беше поприлично ниско. Така да, немаме ние баш толку долга историја на такви изборни процеси, меѓутоа се согласувам дека имаме наназад 5-6 години, кога СДСМ бил носител на извршната власт, имаме и таква историја или такво досие на чисти изборни процеси. Сега, бидејќи сме придодале како партија тоа да се случи, навистина мислам дека тоа може да се го направи до. Сега зборам во рамки на партија. Разјасните ли зашто? Тоа е број 1. Број 2. Исходот од изборите исто така многу важен. Тоа, разјасните ли зашто изгубивте? Исходот од изборите внатре. Внатре во партија не мислам на изборите. Не, причините се не, за тоа може тоа е со посебно прашање. Меѓутоа, од исходот на внатре партиските избори ќе зависи, повторно ќе кажам, дали членовите ќе се определат за континуитет на сето ова што не се случува до сега или ќе идеме со дисконтинуитет и целосно нов почеток. Во однос на причините за поразот, значи тука е не знам дали накратко, што е? Дуи ароганцијата на СДСМ, ароганцијата е многу општ збор, ја не го користам тој затоа што понекогаш се доживува луѓе кои што имаат став ги доживуваме за арогантни. Тоа не е добро.
можем јас да по тврдоглаво да се држам до мојот став, тоа не ме прави арогантен. Тоа само ме прави убеден дека ставот ми исправен. Што не чека не сум отворен за други дискусии. Така што не можам да кажам дека перцепцијата дека СДСМ е арогантна партија, перцепција од времето од 90-тите години, мислам дека тоа одамна веќе не е така, меѓутоа добро, окей. Причина број 1 според мене е тоа што ги заборавивме потребите на луѓето. Ги заборавивме потребите на луѓето затоа што... Се не премногу повторување. Меѓу другото. Меѓутоа, знаете како, имате секојдневни потреби за кои што, значи властта е тука за да ги решава тие проблеми. Доста напори се направи во делот на економијата, меѓутоа ние некако потврдивме и ги скомуницира. Меѓутоа имаше доста институции кои што овој фокус на ЕУ и на прашањето со Бугарија си го користеа за да не прават ништо. И знаете како имат мои колеги имаше носители на евни функции кои што велат знаете како, ние на избори кидаме со ЕУ, ова ние што го правиме друго не е важно, што не е така. Така што тоа, впечатокот што се создаде дека сме во подредена позиција во сопствената влада. Никој нема да гласа за некој за кој што не е убеден дека може да се спроведе агенда. Кадровските прашања. Значи имате ред прашања по кои што реално сме потврлиле и за кои што на крај доте личните карти и пасошите, мислам дека како тоа само го зацврсти впечатокот дека за жал можеби не сме доволно способни за да владееме. Да. Така. Кажете ми, како одат подготовките за самиот избор во однос на колку гласачи ќе гласаат непосредно членовите на партијата? Како кажете ми нешто околу процедурата? Околу регистрацијата, колку членови партиски ќе гласаат, дали имате некакви проблеми? Јас се надам, значи што е можно поголем број на членови ако се, значи апелираме, работиме на тоа. Значи ја мислам дека фокусот на нашите активности е до 20, на активности на мојот тим до 20 е во принцип многу повеќе насочен кон поттикнување на луѓето да се регистрираат отколку кон презентација на програмата. Што навистина мислам дека ни треба. Вас треба што поголем број да бидат регистрирани. Што е можно, затоа што ова е еден од начините како луѓето ги мобилизираме и ги враќаме назад. Така што тоа мислам дека треба да ни биде на останатите кандидати примерна цел. Мене ми е секако. Така што тоа е број 1. Со самиот чин на регистрација, значи ние настојуваме дополнително го леснеме тој процес, затоа што знаете како има многу и технички прашања на аспект на имаме картички, немаме картички, така натаму има луѓе што се разочарани, многу, има луѓе што не сакаат да учествуваат во политичкиот процес. И тоа е така, се согласувам, значи разгледуваме многу можности како тој број на луѓе кои што ќе учествуваат во тој процес да го зголеме максимално. Прво заради тоа што така гарантираме дека изборот на луѓето ќе биде без влијание, затоа што колку повеќе луѓе се вклучени во процесот, влијанието е помало. Тоа е број 1 и број 2, тоа е еден од првите чекори кои што ги правиме за да ги вратиме луѓето насад кон СДС. Така што заради тоа сметам дека е на вистина суштинско значење да имаме голем број да регистрирани луѓе до 20 јуни, а понатаму можеме останатите денови да ги доискористиме за презентирање на... Верувате дека ќе има фери демократски избори, ако звучи како флоскула? Ајде веќе со сиот ризик дека ќе бидам сватен дека сум поприлично наивен политички, а не сум, ќе кажам дека да верувам. Господин Десподовски, вашите сопартици подолго време одбиваат секаков контакт, разговор со Република. Кажете ми, дали бевме страшни? До разговоров? Да, завршивме готово. При крај, да, дали бевме страшни? Како беше тоа, времето поминува брзо кога се забавуваш. Да. Не. Така. Не, значи апсолутно немам никаков проблем со. Мислам и со интересни прашања, и со комплексни прашања, така да не. Така, дали ќе им препорачате да доаѓаат? На кого? На вашите сопартици. Знаете, имаме голема како председател на СДСМ, како иден председател, така. И мојата политика и досега и натаму ќе биде да бидеме максимално отворени кон сите медиуми, заради тоа што медиумите ни се клучен партнер прво во пренесување на пораката од граѓаните и јавноста кон нас, затоа што знаете како ние слушаме, вие слушате многу повеќе. И исто така да пренесат нашата порака кон луѓето. Затоа што има многу работи за кои што можеби веруваме, зборуваме, правиме, меѓутоа не стигнува до крај, затоа што она што го имате вие како опфат на влијание, нашето е поприлично различно, односно вашето е поголемо. Така што политиката на отвореност, како што сум ја практикувал досега, како председател на СДСМ ќе наметнам за сите. Така, значи ако станете некогаш мандатар или премиер ќе дојдете повтор. Идниот председател на СДСМ ќе биде мандатар за состав на влада. Тоа го кажам отворено. Така што да, одговората да. За крај да ви заблагодарам за интервјуто што веднаш прифативте и што машки ги издржавте сите прашања. Благодарам на поканата.